Голем број граѓани на Гостивар во последните денови се јавиле во болница поради стомачните гоби. Шпар симптома ќе? Часи требава. Парку, јосе. A keni informat me ujtin që është puna që tash Elvin që marrë di ujtin? Jo, ishte para disa ditëve, tash se dimi, na thonë që është në rregull. Unë bile edhe kompeta që merë ujtë, jo, sa o merë, ne ku e dimi ne si qytetarë s'dimi. Ti kur I ka që këto simptome? Që 4 ditë, 5. Kuptoneja, ne përdorim ujtë ble. Tash, nuk ma merë mendja së. Po simptomat I keni? Simptomat janë të njëjta, ama I ujtit s'di që mund të ketë për ujtë, ndoshta ndonjë limunat. Општите симптоми се температура, диареја, повраќање и слабост. Сомнежите се дека тие се предизвикани од загадена вода, но директорот на Гостиварската болница Емри Байрами вели дека зголемениот број пациенти, околу 1100 во последните 3 дена, може да биде резултат на некоја храна. Ne mendojmë se mund të jetë lloje ndryshme të ushqimeve, konsumimi, temperaturat e larta, në viroz sezonale. A analizuar se si është numri I pacientëve, janë gjithë në rajoni, janë gjithë qytetet, janë gjithë një fshat. Nuk kemi ashtu dhëna, po zakonisht ma tepër qyteti sa të përdoret ma tepër ushqime në për restorane, në për kështu sandviçara që janë ata. Unë mendoj se nuk kemi informacione, për si profesionalist mendoj se këto janë shkaqet kryesore. Од Центарот за јавно здравје во Гостивар потврдуваат дека бројот на затруени граѓани е зголемен, но велат и дека се прават анализи за да се утврди причината, дали е храната или водата, бидејќи последните анализи покажале дека водата е исправна и од физичко-хемиски и од микробиолошки аспект. Точно е дека има зголем број на цревни заболувања во болницата во Гостивар. Ние како Центар за јавно здравје се обидуваме да пронајдеме причината, од што е тоа, значи причината може да биде од вода, храна, други предмети, значи од нехигиена, така да поради оваа прилика точно е зголемен бројот на земања, примерици вода и храна. Инаку зедовме вода уште вчера, така тие уште не се готови анализите, меѓутоа од прошла преда водата беше добра, значи физичко-хемиски и микробиолошки беше исправна. Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека донеле забрана за користење вода од водоводниот систем во Гостивар поради основано сомнение дека е загадена и небезбедна за употреба. При надзорот било констатирано дека во главниот цевковод на водоводната мрежа незаконски и без дозвола била поставена пумпа која директно вбризгува вода од реката Вардар во системот за водоснабдување. Од страна на експертите од Институтот за јавно здравје кои биле присутни за време на надзорот, земени се примероци од водата за лабораториско тестирање со цел да се утврди нејзината безбедност. За да се спречи поголем ризик за жителите од овој регион, АХВ донесе привремена забрана за користење на водата за пиење до добивањето на резултатите од лабораториското тестирање, со кој ќе се потврди нејзината безбедност. Во однос на сомнежите како дошло до оваа состојба, во иста насока е и Министерството за внатрешни работи. Постојат основи за сомнение дека ЈП Водовод во соработка со општина Гостивар поставило 3 пумпи во коритото на проточните отпадни води, преку кои директно била вризгувана вода во главната водоводна цевка која го снабдува градот. Оваа активност најверојатно била преземена со цел зголемување на притисокот во мрежата поради недостиг на вода за пиење, со што директно се загрозува здравјето на граѓаните на Гостивар. Но директорката на јавното комунално предпријатие Артана Сани негира дека во резервоарот била пуштена вода од отпадни води. Според неа, само еднаш било користено стимулирање од изворот во Вруток. Po, ka pas njoftim kur është bërë simulacioni dhe kjo është gjitha. Ujti prej kanalit nuk është përdorur për pije. Vetëm një simulacion është bërë, a do funksionoj, do me thënë linja e re që lëshohet nga burimi I fshatit Vrutok. A mund të sjelloni kur thoni prej kanalit? Çfarë kanali është ai? Ujt teknik. Nuk janë ujrat e zeza? Jo, nuk janë ujrat e zeza, jo. Освен полицијата, во расчистувањето на случајот е вклучено и обвинителството. Инаку загадувањето на водата за пиење кривично дело според член 219 од Кривичниот законик.